We were trying to get home to Denmark and our flight was cancelled. Ваквите сцени се вообичаени летово на европските аеродроми. Што ги прави кошмарни овие патувања? Штрековите и недостигот на персонал ги принудуваат авиокомпаниите да откажат илјадници летови. Персоналот бара подобри работни услови, изголемување на платите, поголемите кратање на работните места и намалувањето на платите за време на пандемијата. Во Шпанија работниците на Ryanair штрајкуваа неколку дена во јули, предизвикувајќи застој на многу аеродроми. Синдикатот на пилотите на Lufthansa бара зголемување на платите за 5,5% оваа година и автоматска компензација за инфлацијата во иднина. Lufthansa беше принудена да откаже повеќе од 1000 летови на 27 јули, кога дел од низиниот персонал почна штрајк. Авиокомпаниите скратија илјадници летови од нивните летни распореди за да се справат со прекините. Големите аеродроми, вклучително и лондонскиот Хитроу и амстердамскиот Шипхол, воведе ограничување на патничкиот сообраќај. Тоа доведе до тоа British Airways да ја запре продажбата на билети на некои популарни летови на кратки релации до дестинации како Париз, Милано и Амстердам до средината на август. Аеродромите и авиокомпаниите се обидуваат да ангажираат повеќе работници, од пилоти, обезбедување и персонал за гранична контрола до ракувачи на багаж од како многумина замина за време на ковид кризата. Според аеродромскиот оператор Groupe ADP, амстердамски Шипхол работи со 10.000 работници помалку отколку пред пандемијата, а париските аеродроми Шарл де Гол и Орли треба да пополнат 4.000 работни места, главно во безбедноста, одржувањето и малопродажбата. Директорите во индустријата велат дека е тешко да се пополнат овие работни места, бидејќи работата често е физички напорна и релативно ниско платена. И обуката на нововработените и добивањето безбедносни сертификати за нив исто така трае со месеци.